Ако наместо 50 возите 80 или пак веќе трепка жолто, а вие давате газ за да поминете побрзо, казната ќе ви стигне во поврака. За сега само опомена. Почна пробниот период на полицијата за тестирање на системот Безбеден град. Сите прекршоци кои ќе ги сторите како возач, а системот ќе ги регистрира, ќе ги добиете во SMS порака, а и на мејл на електронската адреса која сте ја запишале при регистрација на возилото, со линк за преземање на записникот за сторен прекршок со платен налог. Камерите од СафeCity ќе снимаат околу 100 булевари и крстосници по големи и помали улици. Поминување на црвено, прекорачена брзина, но изминат рок на важност на сообраќајна дозвола и непрописно паркирање се главните прекршоци кои ќе се санкционираат со видеонадзорот. Во следната фаза се планира и проширување на видот на сообраќајните прекршоци. Освен во Скопје, камерите веќе снимаат и во Куманово и во Тетово. Граѓаните на главниот град сметаат дека со СафeCity ќе се стави некаков ред во сообраќајниот хаос. Само со парични казни може да се влијае, сметаат анкетираните пред камерата на Алфа. Ќе додат на памет само со казни, ништо друго, само со казни. Па денеска би требало пробниот период од месец дена и се надевам дека ќе ги почитуваат. Ако не поише исплашени се поради казните, а треба да ги почитуваат. Би требало. Ама треба и граѓаните да се придржаваат. И ние треба да се едуцираме, да ви кажем право. Многу народот е неедуциран. Не само за сообраќај, и за хигиената. Многу лошо е што имаме некои чудни навики, што многу тешко. Али казните ми се чини дека ќе ги опоменат луѓето. Абе додека човекот не го удриш по джеп, нема резултат. Сега рекло еден месец, така ќе почекаме еден месец, па ќе видиме какви е резултатот. Од МВР велат дека нема да има толеранција и никој нема да може да избегне казна доколку не се придржува до сообраќајните правила и прописи, без разлика дали се работи за населено или надвор од населено место. Доколку возачот ја прифаќа одговорноста за прекршокот што го сторил во рок од 8 дена од кога го примил записникот, ќе плати половина од изречената глоба. Во спротивно, ќе мора да ја плати цела сума за изречената казна. Тоа ќе може да го стори и електронски. Странец како и државјанин на Република Северна Македонија кој што со заминувањето заради престој во странство би можел да го одбегне плаќањето на глобата, е должен веднаш, а најдоцна во рок од 8 дена од денот на приемот на записникот за сторен сообраќајен прекршок со прекршочен платен налог да ја плати изречената глоба. Доколку прекршокот што сте го сториле предвидува и одземање на возачка дозвола, МВР ќе иницира поведување на прекршочна постапка до надлежен суд. Полицијата досега во неколку наврати правеше пробни тестирања на СафeCity, а се поставија и десетици нови камери. Од 5 до 11.000 прекршоци дневно регистрирал системот, што според надлежните нито една полиција не би можела да ги изрече. Но за да се стави ред во сообраќајот, а и да се намали бројот на жртвите од сообраќајните незгоди, кој во Македонија е поголем од европскиот просек, надлежните се решени системот да се прошири на секаде низ државата.